Денеска во официјална посета на општина Ресен беше делегација на Европската унија предводена од страна на амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар, која промовираше кампањата ЕУ за тебе. Целта на кампањата е да се постигне поголем диалог со граѓаните и општините во Македонија во областа на животната средина. I learned a lot today from Mayor. Денеска при посетата во Ресен научив многу од градоначалникот за тоа како функционираат општина Ресен и за ред други прашања кои што ја засегаат општина Ресен, како и прашања кои што се поврзани со Преспанското езеро и начинот на кој општина Ресен се справува со сите тие прашања. Се распира прашања поврзани со животната средина. Јас веќе научив дека животната средина представува приоритет за општина Ресен, тоа исто така и приоритет за Европската унија. Ние придаваме огромна важност на животната средина и токму поради таа причина инвестираме фондови на Европската унија. Во рамки на кампањата ЕУ за тебе со пари од Европската унија, Ресенското средно општинско училиште Цар Самуил е направено енергетски ефикасно, а исто така беше реализиран и проектот иновативни практики во заштитата на животната средина, за квалитет на вода и за пречистување на водите во Преспанскиот регион. Во рамките на оваа посета, ние денес направивме обиколка на местата каде што имаме реализирано во изминатиот период проекти со европски пари, проекти кои што беа поддржани од Европската унија. Едниот од нив се однесува на воспоставување енергетски ефикасен објект на средното општинско училиште Цар Самуил во Ресен, каде што изминатата година успеавме да го реализираме овој проект кој што беше вреден некаде околу 200.000 евра. Исто така во рамките на проектите кои што ги реализиравме во изминатиот период, а се проекти реализирани со европски пари, така да речем, и проектот за изградба на агрохемиската лабораторија, која што во голема мера им помогна на преспанските овоштари во делот на испитувањето на квалитетот на почвите во Преспа. Општина Ресен е лидер во Македонија во превземените активности за заштита на животната средина, истакна градоначалникот Стрезовски. Само во последните 4 години со инвестиција од околу 6,5 милиони швајцарски франци, реализирани се голем број инвестициски зафати од областа на екологијата и заштита на животната средина, меѓу кои е и проектот за заштита на Преспанското езеро со кој драстично е подобрен квалитетот на водата.